Драги бикови, февруари е месец што ќе ви донесе стабилност, раст и нови можности. Како знак што е поврзан со практичноста, убавината и постојаноста, ова е време кога ќе почувствувате зголемена енергија за да ги остварите вашите планови, но и да уживате во животните задоволства. Овој месец ќе ви понуди можност да направите значајни чекори во љубовта, кариерата и личниот развој. Вашата посветеност и труд ќе бидат препознаени, особено кога станува збор за работата и вашите долгорочни цели. Звездите ви советуваат да искористите оваа енергија мудро, балансирајќи го вашето време помеѓу одговорностите и моментите кои што ви носат радост и задоволство. Во љубовта, вашиот топол и стабилен пристап ќе внесе хармонија и блискост, без разлика дали сте во врска или барате нова љубов. Ќе имате можност да изградите подлабоки односи и да се поврзете со луѓето на искрен и автентичен начин. И февруари е вашето време да блеснете. Дозволете си да уживате во патувањето, а не само во крајната цел. Секој ваш напор ќе биде награден и секој мал чекор ќе ве води кон поголема стабилност, благосостојба и успех. Во февруари, љубовниот живот на биковите ќе се движи во знакот на стабилност и продлабочување на врските. Вие како бик природно сакате сигурност и лојалност, а овој месец ќе ви понуди прилики да ја зајакнете љубовната динамика, без разлика дали сте во врска или се уште ја барате вистинската личност. За оние кои што се во врска, овој месец е време за емотивна блискост и рефлексија за тоа каде се движи вашата врска. Ке почувствувате зголемена потреба за искрени разговори и за цврстување на партнерството. Почетокот на месецот, особено околу 7 февруари, носи енергија што ќе ве охрабри да седнете со партнерот и да споделите што е важно за вас. Ова е идеален период за решавање на мали недоразбирања што може би се наталожиле, но и за планирање на идни заеднички цели. Средината на месецот, особено 14 февруари, денот на влюбените, ќе ви понуди шанса да внесете романтика и возбуда во односот. Малите гестови, како романтична вечера дома, изненадување или рачно направен подарок ќе го разбудат пламенот на вашата врска. Ке забележите дека партнерот ќе ја цени вашата посветеност и вашата способност да покажете грижа. Во втората половина на месецот, особено околу 22 февруари, ќе почувствувате зголемена хармонија. Ова е време кога вашата врска ќе добие нова сила, како резултат на вашата искрена комуникација и посветеност. Совет е дека доколку се појават несогласувања, не дозволувајте на стресот да ја замагли вашата комуникација. Користете ги вашите природни квалитети на трпеливост и емпатија за да ја вратите хармонијата. За слободните бикови, месецот ви носи возбудливи нови можности за љубов, особено ако сте подготвени да ги оставите минатите искуства за себе. На почетокот на месецот може да почувствувате потреба да се повлечете и да размислите што всушност барате од партнер. Звездите ви советуваат да бидете искрени со себе и да ги дефинирате вашите желби и граници. Околу 10 февруари можностите за романтични познанства ќе почнат да се појавуваат. Било преку заеднички пријатели, професионални контакти или спонтано запознавање. Ќе ве привлечат личности кои имаат јасна визија за животот и кои се сигурни во себе. Околу 18 февруари ќе се отвори можност за длабока и значајна средба. Ќе забележите дека личноста што ќе ја запознаете дели слични вредности и погледи на животот. Ова може да биде почеток на врска што ќе има потенцијал за нешто долготрајно. Совет е да немојте да се плашите да превземете иницијатива. Понекогаш дури мал гест на интерес може да доведе до нешто значајно. Љубовни совети за биковите се да слушате. Слушате ги партнерот или личноста што ја запознавате,
Ке цени кога ќе покажете некој интерес, искрен интерес за нивните мисли и чувства. Не ги потиснувајте своите чувства. Ако нешто ве мачи, изразете го тоа со љубезен и искрен тон. Разбудете ја креативноста. Овој месец ќе биде одличен за романтични гестови, како што се заеднички активности, патување или планови кои што ќе внесат возбуда. И прифатете ја ранливоста. Вистинската врска се создава кога двете страни ќе ја покажат својата вистинска природа. А една инспиративна порака за љубовта за биковите е дека љубовта не е само дестинација, туку и патување. Отворете го вашето срце и дозволете и на вистинската љубов да влезе. Без разлика дали тоа е преку разбирање, прошка или нови почетоци. Секој чекор е вреден. Февруари 2025 е месец исполнет со динамични промени и важни можности за биковите, особено во полето на кариерата и финансиската стабилност. Звездите се наклонети кон вас, но бараат од вас трпеливост, стратегија и проактивност. Вашата посветеност и работна етика ќе бидат препознаени и наградени овој месец. Ова е период кога вашите напори конечно ќе почнат да носат резултати. Во првите денови од февруари ќе забележите дека вашите идеи и решенија се добро прифатени на работното место. Вашата практична природа и способност за детална анализа ќе ви помогнат да решите комплексни проблеми. Ако сте планирале да представите некој проект или да предложите нови иницијативи, идеален период за тоа е околу 8 февруари, кога планетите носат позитивна енергија за комуникација и убедување. Средината на месецот носи поголема одговорност, но и можност да се истакнете како лидер. Ако работите во тим, ќе бидете забележани како столб на стабилност и продуктивност. Ова е време кога ќе почувствувате дека треба да превземете одлучувачки чекори во вашата кариера. Не плашите се да излезете од вашата зона на удобност. Можеби тоа ќе значи да прифатите нова улога или да започнете со обука што ќе ја надгради вашата експертиза. Кон крајот на февруари, вашиот труд ќе почне да вноси видливи резултати. Ќе добиете признание од вашите колеги или претпоставени, а можеби дури и ќе се отвори шанса за унапредување. Ако сте размислувале за промена на работата, ова е период поволен за поставување на основите, да поднесете апликации, да истражите нови можности или побарајте совети од искусни луѓе во вашата индустрија. Совет во финансискиот дел е дека соработката со другите ќе биде клучна овој месец. Потрудете се да одржите добри односи со вашите колеги и да покажете тимски дух. Февруари носи мешани енергии кога станува збор за вашите финансии. Ќе има прилики за дополнителни приходи, но истовремено ќе биде важно да ги контролирате трошоците. Додатни приходи, посебно околу 14 февруари, може да се појават прилики за заработка преку некоја дополнителна работа или инвестиции. Ке се чувствувате финансиски стабилно ако го следите вашиот природен инстинкт за планирање и штедење. Ако сте вклучени во приватен бизнис, ова е добар момент за зголемување на вашиот профит. Инспиративна порака во делот на финансиите е дека со трпение и дисциплина финансиската сигурност е достижна. Верувајте во вашите способности и останете посветени на вашите цели. Во февруари зголемете го вниманието кон вашето здравје и благосостојба. Биковите како земјен знак често се стремат кон стабилност и удобност. Но овој месец ќе биде важно да се фокусирате на одржување на физичката и менталната рамнотежа. Обрнете внимание на сигналите што ви ги испраќа вашето тело. Иако уживате во добра храна, внимавајте на претерување. Прекомерното консумирање на тешка и калорична храна може да доведе до дигестивни проблеми и зголемување на телесната тежина. Фокусирайте се на балансирана исхрана, богата со свежи овошје и зеленчук, и пијте доволно вода дневно, за да го одржите телото хидрирано. Вклучете редовна физичка активност во вашата дневна рутина.
Дури и умерени вежби како прошетки или јога може значително да го подобрат вашето здравје и да ја зголемат енергијата. Обезбедете си доволно време за квалитетен сон. Недостатокот на одмор може да влијае на вашиот имунолошки систем и општата благосостојба. Емоционално, февруари ќе биде одличен за работа на себе си. Ако се чувствувате заглавени во старите шаблони, време е да ги промените. Само рефлексијата ќе ви донесе јасност и внатрешен мир. Поради зголемените професионални обврски, важно е да одржите баланс меѓу работата и приватниот живот. Одвојте време за активности кои што ви исполнуваат и опуштаат. И поменувајте време со пријатели и семејство. Социјалната интеракција може позитивно да влијае на вашето ментално здравје и да го намали чувството на стрес. Инспиративна порака во делот на здравјето и благосостојбата е грижата за себе е првиот чекор кон среќен и исполнет живот. Слушајте го вашето тело и ум и дајте им го потребното внимание. Секој ден посветете неколку минути на себе. Тоа ќе направи голема разлика за вашето здравје и емоционална состојба. 6 февруари. Ден за напредок и хармонија. Ова е идеален ден за романтични моменти или средби со блиски луѓе. 11 февруари. Одличен ден за финансиски одлуки и стабилизација. Ако планирате да вложувате или да поставувате нови цели во кариерата, ова е ден кога вашата интуиција ќе ве води кон вистинските избори. 18 февруари. Ден за внатрешен мир и емоционална рамнотежа. Идеален момент да посветите време на себе, преку медитација, уметничка активност или одмор што ќе ве наполни со енергија. 24 февруари. Ден со силна енергија за комуникација и лични проекти. Ако планирате да започнете нешто ново, ова е одличен ден за презентации, средби или идеи кои што бараат поддршка од другите. 27 февруари. Ден за радост и инспирација. Идеално време да уживате во она што го сакате, било да е тоа со семејството, пријателите или преку активности кои што ви носат задоволство. Февруари носи неколку предизвици за вас, но и можности за трансформација и раст. Овој месец може да ве извади од вашата зона на удобност, но токму таму се крие вашата најголема сила. Предизвици може да се појават во финансискиот сектор. Иако сте навикнати на стабилност и контрола, февруари може да се појават ситуации каде што финансиската слика и нема да биде толку јасна како што сте очекувале. Непланираните трошоци или одложувања во исплатите може да внесат мал немир, но важно е да останете смирени и да не донесувате импулсивни одлуки. Направете план за штедење и потпирете се на својата практичност. Предизвик може да бидат и конфликти со блиски луѓе. Во односите со семејството и партнерот може да се појават недоразбирања, особено околу прашања што долго време сте ги одложувале. Разговорите може да бидат напнати, но ќе ве научат на важноста на компромисот. Обидете се да не се фиксирате само на своето мислење и да го слушнете гласот и на другата страна. И може да почувствувате притисок од промени. Месецов може да се појават ситуации кои што ќе бараат брзи одлуки. Иако биковите не сакаат нагли промени, овие искуства ќе ви покажат дека флексибилноста е клуч за успех. Ќе мора да научите како да ги искористите овие моменти како шанса за раст, а не како препрека. Инспиративни пораки. Секој предизвик е скалило кон успехот. Иако моментите на неизвестност може да ве доведат до прашања за вашата способност да се справите, запомнете дека вие сте символ на упорност. Кога ќе се чувствувате изгубени, сетете се дека токму вашата стабилност е таа што може да ги издржи најголемите бури. Зад секој конфликт стои можност за подобро разбирање. Искористете ги тензичните моменти со блиските како начин да научите нешто ново за себе и за нив. Влезете во разговорите со отворено срце, наместо со тврдоглавост. Ќе бидете изненадени колку љубов и хармонија можете да создадете со емпатија. Не се плашете од промените, тие ве носат поблиску до вашата вистинска цел.
Ова е месец на промени, но тие се тука за да ве исчистат од старите навики и да ве насочат кон нови перспективи. Ако чувствувате дека се губите, прашете се, што можем да научам од ова? Вашата сила лежи во способноста да ги претворите најтешките моменти во можности. Семејството и љубовта се вашиот извор на сила. Без оглед на предизвиците, сетете се дека луѓето што ве сакаат се вашиот најголем столб. Побарајте поддршка кога ви е потребна и не заборавајте да ја искажете својата благодарност. И мотивацијска порака за месец февруари, за целиот месец, за пиковите, е дека големите промени доаѓаат со мали чекори. Бидете храбри, останете фокусирани и звездите ќе ви го осветлат патот. Драги бикови, февруари е вашата можност да ги направите првите чекори кон вашите соништа. Останете посветени и трпеливи, бидејќи звездите се на ваша страна. Секој ден носи нова шанса за раст и успех. Ви благодарам и поздрав до наредно слушање.